ако се навратиме наназад, ќе видиме дека тој многу најави што ги кажал никогаш не биле реализирани во праксата, што значи дека се што кажал се излажал досега. Така да и во овој момент можеби ако осетил грам од совеста, можеби проработил еден грам од совеста негова, па решил да поднесе оставка. Меѓутоа и треба да ја причекаме и таа оставка да ја поднесе од причина што треба да се прави нели разлика понудена оставка или поднесена оставка со тоа што Уставот на Република Македонија согласно на тоа и статутот на ВМРО-ДПМН кој не смее да биде воспротивно со Уставот не познава значи понудена оставка, туку само поднесена оставка. Ако се работи за поднесена оставка, тоа е дефинитивен чин кој што само се констатира и никој нема право по него да одлучува. Значи доколку се обидуваат да прават некоја игра, јас ќе поднесам оставка, а од друга страна да не му ја прифатат, значи паѓа во вода од правен аспект. Од друга страна, значи самиот чин на брзо организирање на една ваква сериозна институција, впрочем Конгресот е највисокиот орган на партијата, не може да се случи прво преку ноќ и второ не смееме да дозволиме да го организираат токму оние кои што досега ја доведоа и партијата и државата до ова дереđe. Значи во организацијата на Конгресот не можат да учествуваат сите оние луѓе од партијата, поготово не членовите на извршен комитет, членовите на централен комитет, кои што досега верно му слугуваа на Груевски на неговите политики, впрочем сите се тие соучесници во сето она што досега се случуваше на политичката сцена во Република Македонија. И оттаму, доколку проработи совеста, еве кај членовите на извршниот комитет, тие треба на првиот состанок да го постават прашањето што со другите членови кои што не размислуваат како нив. Значи, ако малку мислат добро на партијата, треба тие да ги соберат сите оние незадоволници. Не говорам како поединци, како групации кои што се намножија во последно време многу и се повеќе ќе се намножуваат до Конгресот, кои што не се согласуваат и кои што бараат демократски конгрес. Значи, не може да имате демократски конгрес како оној што по знаци наводници беше во Куманово. Значи, ние нема да дозволиме и не смееме да дозволиме повторно приватен конгрес, повторно да се протежира човек кој што ќе биде само по мерката на Груевски, се со цел и понатаму партијата да му стои како штит, да го штити од сите понатамошни нели правни и неправни случувања. Од друга страна, веќе има некое име во игра кое што е блиску до Груевски. Се зборуваше дека тоа можеби ќе биде генералниот секретар Христијан Мицковски. Дали е прифатлив овој човек за старото училиште? Видете, партијата не вида аер од вакви дојденци во партијата кои што немаат ништо ВМРО-вско во нејзе. Второ, токму таквите и слични личности кои што на мала врата влегоа во партијата, не смееме да дозволиме повторно да бидат во раководството на партијата. Оттаму велам сите оние кои што му слугувале на Груевски пред се заради неговото лично обстојување, а најмалку за партијата и за државата, немаат место воопшто да размислуваат дека треба да дојдат на таква позиција. Значи членството сметам дека сега конечно под услов нели да овозможиме од базата да сами си ги делегираат представниците и да овозможиме представниците во Конгресот и да овозможиме да тие слободно го дадат свој глас. Значи такво место за такви луѓе воопшто не треба да има ниту во кандидатурата, да не зборувам да дојдат на дневен ред на Конгресот. И оттаму, значи, на партијата се потребни чести луѓе, докажани ВМРО-вци кои што ги следат современите трендови во политиката од една страна, а од друга страна држат до националното, држат до си ја сакаат својата држава повеќе него партијата. Според вас кој би требало да биде лидер? Па не, апсолутно не можам да шпекулирам. Во ВМРО-ДПМН има голем број на членови, искрени, честни членови, овие што го наведов, така да секој оној кој што се чувствува слободно, под услов да има таков конгрес, слободно би требало да се појави и да си ја представи својата програма и евентуално слободниот конгрес, не диригираниот, не приватниот, туку обединувачиот конгрес, да го избере тој кој што ќе смета дека е најдобар. Сметате ли дека ВМРО-ДПМН има сили за ваков обединувачки конгрес? Раководството на ВМРО-ДПМН нема сили и ниту има кредибилитет, ниту има авторитет за да направи такво нешто. Меѓутоа, поширокото членство сметам дека има и желба, и надеж, и сака да направи таков конгрес.